Во ред, Нура, во ред. Еве сега стигнавме дома, да каснеме нешто и веднаш ќе излеземе. Ало, Неджати, како е состојбата? Проверивте лево-десно? Ајде напишете нешто. Уште ли никој не фабриката? Не се глупирајте, нека оди некој до фабриката. Го нема, а? Да ги прашаше момците, може би го видел некој од келнерите. Во ред, јави ми. Ги прашав рибарите на пристаништето и нема ништо. И во групата никој ништо не пишува. Ми нозите ме болат од одење. Кој знае сиротиот поираз во каква состојба е сега? Чекај, мама, да ти донеса малку вода, не ти се слоши од умор. Донеси. Сигурно и Хазира не за никаде. Бел ден не видоа бе Фатих. Абе јас да не се викам Фатих, ако поираз не биде пронајден, ама ти немој да тагуваш. Да не губиме надеж, да се надеваме. Нема губење надеж. Добро. Ако сакате јас да одам, а? Ви останете сами. Што мислите? Животот да ти е бистер како вода, ќерко моја. Аман, бебато Фатих, барем по свој име и да биде комплет, а? Значи, може и тоа да биде. И не мораш да ме викаш сега бато. Чичко ли да кажам? Не, има и други зборови, нели? Дедо? Други. Фатих Ченкс! Ајде, ќерко, донеси ми нешто од кујната да јадам. Ајде, мајкино. Јас само онака реков, ќерко моја. Мислам, помлада си од мене. Можеш да ми бидеш и ќерка, нели? Во таа смисла. Ама не мислев ништо лошо, бе. Нехир. Многу ли претерав? Не, Фатих Ченкс. Фатих Ченкс. Многу ли претерав? Не, никако. Кога ќе одам, правете што сакате. Но до тогаш вака... Ама ова е твоја куќа. Каде и да одиш, еден ден мора да се вратиш овде. Ова секогаш ќе биде твоја куќа. Како е да е? Да си ја гледаме работата. Ајде да видиме. Ете, бато Алпер напишал порака. Одре до школото со Мелиса, таму ќе проверела. Ајде, дај Боже. Можно ли е да биде во задниот двор? Таму одеше кога му беше досадно на час. Не ми се верува дека е таму, ама не ми ни текнува на друга алтернатива. Мелиса, дојди. Ќе не види некој, застани. Ќе не види некој? А што правиме ние за да не види некој? Ете, во училиште сме, наставниците се овде. Нели е малку чудно? Не знаат уште од детството. Многу чудно. Ајде, дојди. Мелиса, каде гледаш? Мелиса, Молам. каде гледаш? Деца, залудно дојдовте, ние проверивме секаде, нели веќе ви кажав. Повелете и вие може да погледнете. Наставнику, ние рековме да не е во котларата, ама... Знам, секогаш таму се криевте.
А ние си молчевме. Наставниче, ние во задниот двор имавме тајно место за криење. Рековме да не е таму. Местото од кое се качувавте на дрво и влегувавте во училница? Не било толку тајно. Ги сековме сите гранки после вас. Бога ми, многу ме малтретиравте вие тројцата, ама појраз најдобро се криеше меѓу вас. Вас ве наоѓавме некако, двајцата во некој агол. Ама кога ќе исчезнеше појраз, тогаш тешко насмеше. Не грижете се сега. Што правеше тој? На крај ќе се појавеше и ќе дојдеше од некаде. Не се грижете и сега ќе се појави. Дај Боже, наставниче. Ви благодарам многу. Благодарам. Ви благодариме. Ај, Појраз. Чекај, застани, ме боли ногата. Ај, почитувана војводка од Англија, госпогица Бириџик, мадмазел госпогица Бириџик, ногата ли ме боли? Добро, ајде оди. Ќе продолжиме секој ден е на подиумот мојата Бириџик, манекенката моја. Ѓоркем, ја гледаш стиклава? Гледам, Гледај добро. а гледам. Ова ки доликува на твојата глава, ама имам почит кон твојата возраст. Пак се подбиваш со мојата возраст. Ние да не сме венчани со тебе, а? Веќе почна да ми издосадуваш. Навистина ме фати тахикардија. Хазиран! Ама ајде веќе да се одмориме малку, само да се одмориме. Пит, стоп, пит. Сигурно Појраз е тука некаде, да знаеш. Наеднаш ќе се појави пред нас. Секому нешто му се случува на овој остров, особено на овој остров. Нему ништо нема да му се Хазиран? случи. Хазиран! Ало? Па тој е супер херој. Јас сум споделив објава на интернет дека исчезнал човек. И сите почнаа да ме следат. Чудно. Слушај, и ти да не си објавила некој видео за мене? Ѓоркем? Ја нема Хазиран. Ја нема. Ја нема, не знам. Дали виде на која страна отиде? Не видов. Ов бе. Хазиран! Ајде, Ѓоркем, сега не е време за одмор. Јас одам, ти ако сакаш остани, ке те земам на враќање. Појраз. Појраз. Појраз, што правиш ти овде, а? Како што гледаш, се обидувам да бидам сам. А ти што правиш овде? Ти да не полуде? Те бараат, лепат плакати под зидови, а ти погледни се каков си, Појраз, погледни се. Што ми фали вакам? Многу ми е добро. Каков е тој одговор? Каква себичност е ова, Појраз? Појраз, соземи се. Не ме излудувај, во ред? Хазиран, како што гледаш, многу ми е добро овде. И расположен сум. Не сакам да видам никого. Добро би било и ти да си одиш. Благодарам. Зашто благодарам, бе? Зашто благодарам, Господе, чувај ми го умот. Ти дали си свесен што правиш? Ранет си, мислевме дека умре, дека ти се случило нешто. Јас само се трудам да се оддалечам од луѓето кои ми изневерија, кои ме лажат и чудно се однесуваат кон мене, разбра? Тога што да правиме? И ние да избегаме некаде, да не се јавуваме на никого и да се криеме во шума. Што да правиме? Сите да се однесуваме како деца. Треба да размислам, Хазиран, разбра? Се изморив веќе. Изморен сум, зарем не го гледаш товарот и притисокот врз мене? Се изморив веќе. Се изморив и јас сум човек и мене ми треба одмор и јас сакам да бидам сам. Постојано некој бара нешто од мене. А дали некого го интересира што му треба на Појраз? Не. Дали некој прашува? Не. И мене само ми треба самотија, ми треба молк. Може би сакам да бидам сам и да плачам, не ли е така? Појраз, раката ти крвари. Во ред не е ништо страшно. Да не ти се отворила раната. Реков, да не е видам. ништо страшно, во ред. Порано зборуваше со мене. Или ме гледаше и се опушташе. Во ред ние не сме заедно и не мора да бидеме, ама ова е нешто друго, во ред, ова е посебно нешто. Можевме да разговараме како другари. Дали може човек да биде другар со некој што го изневерил?
Јас не знаев дека таа жена ти е мајка, зошто не го разбираш тоа? Ало? Ало, Бириджик? Бириджик, нема мрежа. Го најдов појраз. Велам го најдов, појраз го најдов. Кажи им на сите да не се грижат. Ке дојдеме за кратко во ред. Ајде, бај-бај. Јас никаде не одам. Зошто зборуваш во моје име? Јас тука треба да соберам сила. Не можам сега да се расправам со сите. Хазиран, види, се извинувам. Не сакам да те растажам. Ама оди, остави ме сам во ред. Ајде. Не можам да одам. Да не беше во ваква состојба, немаше ни 2 минути да седам до тебе, не грижи се. Ама вака сам овде, можеш да умреш и после да имам грижа на совеста. Поради тоа, или заедно ќе одиме од овде, или јас ќе останам. Освен тоа, местово не е твоја, државен имот е, можам слободно да останам. Добро, ти си знаеш. Да, Алие. Кој би можел тоа да му го направи на појраз? И зошто да му го направи? Ти знаеш сега, ајде кажи ни. Ама јас мислев дека е несреќа, значи вие сега велите дека не била несреќа? Изгледа дека не. Има ли појраз непријатели околу него? Многу. Многу непријатели има моето дете. Дури и таа Хазиран му е непријател. Ајтен, Зейнеп. Да, Алие. Сега и ти знаеш дека луѓето што ги наброи не се луѓе кои би му наштетиле на појраз, особено да застанат зад волан и да возат врз него да го газат. Ајде да се вратиме на темата. Ајде те молам да се вратиме на темата, размисли малку. Кој друг може да го направи тоа? Имаше едно дете, Бату. Многу се караше со мојот појраз, сигурно е тој. Да, има такво немирно дете, да. Ама колку што знам, тој таа вечер беше на тој прием. Ама можно е татко му да го направил тоа. Го знаете, Джена, човекот е мафијаш. Нек ни бил овде, не ни знаевме дека дошол. Дури појраз ме предупреди. Се скарале малку меѓу себе. Рече, ако дојде пак да ме известиш и мене, така рече. Како се викаше човекот што го посрамотија на приемот? Тој гун, ова газдата на Хазиран, газдата. Види, тој може да е, да, истражувајте го и него. Многу му наштетија на син ми, многу. Нормално е сега и тој да се нервира и да избега. Кој знае каде е, во каква состојба е моето чедо. Што се случи? Си станала? А ти зошто доаѓаш по мене? Што се случи? Тука, дали има од тој вид на животни, а? Кој вид на животни? Ете диви животни. Нема, ама ако продолжиш да викаш може да се соберат за кратко. Немој бе. Хазиран, види, оди ако сакаш, навистина. Местово не е за тебе. Градските луѓе не можат овде. Ти си навикната на сообраќајнеш, на луѓе, на гужва, на гласови. Тишината ве плаши вас. Ај, уште ли ме викаш градски човек? Колку месеци сум овде? Изгледа 3, ама за 3 месеци нема шанси да се избришат спомените од Истанбул. Не е толку лошо место како што мислиш ти. Ке дојдеш некој ден, ке видиш. Не ми се верува дека ќе дојдам. Можеш да се предомислиш некој ден. Гладна си? Изгледа малку сум гладна. Добро. Позади се моите јадици. Веднаш позади има езеро. Можеш таму да ловиш риба. Со среќа. Бириджик, ово е тврдоглав како коза. Тоа е најдивата свиња во шумата. Навистина многу, ама многу сум нервозна. Не се враќам додека не се врати тој. Изгледа добро, ама не се знае. Сега за сега останувам. Слушна ли?
Слушнав. А што беше тоа? Звук на диво животно, што го чекаш ти? Хазиран, види, те опоменувам за последен пат. Оди си одовде, навистина оди си пред да биде доцна. Ке се стемни, ке стане мрак, ке ми дојдеш на врата, нема да те примам, ке огледнеш пак ке дојдеш, нема да ти дадам. Ова не го кажувам за лошо. Велам да си одиш, ете отворено ти кажувам оди. И јас отворено ти кажувам, јас не се плашам од мрак, не огладнувам. Во ред? Ти, уживај си, однесувај се како да не постојам, заборави ме. Мене замислиме вака како медицинска сестра која ти стои над глава за да не умреш во ништо друго. Знаеш што да направиме? Вака да направиме. Ова нека биде наша граница. Вака, ова е Република Појрас, а ова е Република Хазиран. Нема поминување на границата, исто како во креветот. Мене ми одговара. И мене ми одговара, бидејќи идејата беше моја. Немам ни батерија. Добро е што немам. Чист шумски воздух. Кислород. Колку е убаво, одлично е вака, супер е. Да провериме таму во таа кантата за ѓубре да не е во неа поизинаш. Сега вака одиме еден до друг. Нели се срамиш од мене? А? Види, ако има навистина такво нешто, може да го земам ова дадо. Например, како е вака, сега не се гледа со кого шеташ. Бату, не биди дете, те молам. Не ти се допадна? Не е добро, а? Идил. Жената со бисери на врат. Кој сум јас? Кој сум јас? Што правиш? Боже, Боже, зошто го фрли на земја? Види. Можеме и вака да направиме. Например, можам да ставам маска на Појрас. Можеме и тоа да го направиме. Што велиш? Се кажеш ли што ме бакна? Кога прв пат се заљуби во Појрас? Бевме мали. Тебе те немаше. Бевме среќни. Бевте среќни зашто бевте мали или затоа што мене ме немаше? Бидејќи има голема разлика, треба да го знам тоа. Тој постојано дуркаше во морето. Еден ден дојде до мене, беше многу возбуден. Рече, види морска школка. Рече, земја. Ми ја даде. Отиде. Хазиран ја немаше. Никого немаше. Мене ми ја даде морската школка. Таа беше најубавата морска школка што сум ја видела. Многу глупава приказна е. Ми одиш на нерви. Инаку немаше да ти кажам. Не сакав да те навредам. Што знаеш ти за мојата душа, бе? Што ти е тебе, Гајле, за мојата душа? Што знаеш ти за мојата душа? Што е сега? Ајде, остави го сега тоа и кажи ми сега. Што стана со таа морска школка? Ја фрлив. Кога се откажав од Појрас. Не книги фрлив и неговите фотографии. Ама не можеш толку лесно да го изфрлиш од тука или од тука.
Што зборуваш бе ти? Не, јас те разбирам. Значи, нема проблем, можам јас да те разберам, окей? Не е проблем за мене и онака ние не можевме. Ништо немаше да биде од нас. Ништо немаше да биде, да. Тоа ми е јасно. Јас продолжувам. Продолжи и ти. Ете, само малку се бакнавме. Тоа ни остана спомен. Ништо страшно. Му напиша на него. Јас те ли ти реков да не се вртиш околу ќерка ми бе? Што правиш бе? Слушај, погледни ме ваму. Погледни. Што правиш, тато, пред луѓето? Зошто никој не ме слуша мене? Тато, тој ми е другар, тој ми е другар. Излеговме да го бараме појраз. Другар ми е. А што може да биде ако не ми е другар? Што може да биде? Како сакам, така ќе го наречам. Може го сакам како другара, може го сакам и како нешто друго. Јас него го ценам. Идил! Што идил? Добро бе. Ајде, оди си, Дали оди, некогаш оди сум ти ти, ајде. направила такво нешто? Оди. Поздрав до моите следбеници. Да, како што гледате, сега сме на сунетот на Садик. Шега, ама можете да кажете машала. Како што гледате, сега сме на церемонијата на отворањето на дученот на Бириджик. Да, мафтајте. Аха, какво отварање? Гледате, нели, ми ја прегази ногата, не се извини и сега си игра мајтап со мене. Боже. Да имате многу лајкови, Гојорке Бефенди. Благодарам, душо. Доби двајца следбеници и стана многу важен. Сега ќе одиме во живо. Дали сум јасен, душо? Целиот ќе те распрчам, безобразен донер. Тргни ја камерата, жити Бога, имам фобија од камера, ќе ја тргнеш ли, ајде? Аха, имале фобија од камера, душички мој. Зарем си видел камера во животот? Ти чуден си, Садик. О, Боже. Хаха, види што велат коментарите. Има луѓе што претера, веќе на велат. вистина. Од сега сум фан на Садик. Абе, на кого си ти фан? Погледни го човеков, бе. Кој си клабе? Човекот е сакат. Што ми ја исекоа лентата, тогаш да прекинеме со живата емисија. После ќе продолжиме следбеници мои, аривидерчи. Тука е се поплавено. Што, поплавено? Кажи ми, Господ, на вистина, што е ова? Мораме ова да ја однесеме на бајачка, има уроци овде, има. Не грижи се, добро, Барем една работа добро да ми тргнеше. Ма не грижи се. Садик зошто е овде? Садик е овде да ти ја олесни работата. Веднаш сега ќе се јава до мајстор. Брзо ќе дојде и се ќе среди, не грижи се. Јас сум мајстор на мајсторите и би го правил, ама сега роката би е скршена. Мислам, не е проблем, не е се. Ќе ја собереме малку со крпи, не грижи се. Значи ќе средиме. О, Господи, што е ова? Бог зема од едно место, а дава на друго. Опа, од каде се појави овој? Навистина добро што се појави. Оценка над 10. 12, 13, 14, 15, токму за тебе. Така ли мислиш? Ајде бе. Навистина да. Ама, каква врска има де? Јас ки се гледам работата, Ѓоркем. Навистина не можам пак да шетам со скршено срце, да се гледаме Добра, работата. љубов моја, да најдам кофа. Најди ја кофата. А каде е кофата? Не знам. Таму е некаде де? Ајде. Што вели Хазиран? Долго време не ми одговара. Последно го пцуеше појраз. Во право е. Појраз е тежок човек. Ама и ти не си лесна. Од каде сега тоа? Не е така? Јас сум најлесниот од нас тројцата. Најразбирлив. Значи, јас сум најпроблематичниот. Така ли реков сега? Добро, ќе ми кажеш што е или јас да те прашам? Да те прашам? Зошто жените го тоа? Што правеле жените? Оставете ги на мир жените. Јасно е дека има нешто, ама се однесуваат како да нема ништо. Значи тоа е лага. А ако де кажи, ајде.
Може би жените не сакаат да кажуваат. Може би го чуваат тоа во себе. Може би денес не е тој ден. Зошто мажите секогаш тираат, а? Може би мажите се трудат да решат нешто. Да нема напнато, се сладко да заврши. А, точно, јас да го спакувам сладкото. Мелиса, Алпер, ете не оди. Не можам да те сакам како порано. што? Не те разбирам. Да, тоа е. Ете тоа ми е. Деновиве така се чувствувам. Во ретете заедно сме, ама не е како што го замислував. Значи, имавме многу пречки, сега сите тие исчезнаа наеднаш, ама Бириџик се уште е овде. Тука, таму, лево, десно. Што да прави, да оди ли? Секако дека не треба да оди. Не можам да го заборавам тоа што го имаше меѓу вас, Алпер. Или пак се уште се чувствувам виновна, не знам. Што да правам? Што уште да направам? Цел живот и да живееме со таа грижа на совест. Во ред тоа беа лоши денови, ама поминаа, завршија. Разговаравме се, договоривме се, смиривме. Што уште? Што сакаш уште? Може би лошите денови не останаа во минатото, може би добрите се тие кои останаа. Јас копнеам по училишните денови, Алпер. Како бев заљубена во тебе, како ми чукаше срцето. Сега моето срце не се разликува од фрижидер. Не знам зошто е така. Ме држиш за рака, не сакам, ме гледаш во очи, не сакам. Не сакам да ме допреш и не сакам да зборувам на оваа тема, јасно ти е? Во ред, ето тоа е. Буквално ми се залепи. Иш. Оф, ме испокаса. Погледни ме, целата потеков. Уф, многу се чешам. Уф. И времето почна да заладува. Но јас од каде да знам дека ќе избегаш и ќе се криеш во шума, да знаев ќе облечев нешто поинакво, нели? Во ред, јас го сакам градот, во ред сакам метеж, сакам гужва од луѓе, сакам врева, сакам сообраќај, го сакам градот. Добро е, среќен си? Среќен си? Многу си среќен. Не, Душо, не до толку. А тука дали има од тоа некое овошно дрво, камо да има? Не знам, оди види. Дај ми барем вода. Ајде, дај ми вода. Телам жедна сум. Види, имаш уште време. Можеш да си одиш. Ама почнуваш да бидеш суров. Ај, Господе, ете човек не се откажува од своите навики. Ама тоа не е навика, одвратен, треба да се откаже од тие навики. Не, да не се отројам сега од ова. Змија! Таму има змија. Дали порано си видела змија? И нели ти кажав дека местово е опасно? Јас ке издржам. Во ред? Ама ти ако имаш совест, дојди со мене. Уф, застани. Чекај ме, ти велам појраз. Појраз. Дали си блиску до мене или си далеку? Велиш оди си?
Одам во шумата, а ти доаѓаш по мене. Кога се враќам, ми даваш јадење. Што се обидуваш да правиш, Појрас? Те прашав нешто, одговори ми, дали си блиску до мене или си далеку? Си рекол, сакаш да ме видиш, бегаш без да ми кажеш, но доаѓаш на местото на кое сме биле заедно. Сакаш да исчезнеш, ама од друга страна чекаш да те најдам, Појрас. Појрас, навистина, што сакаш ти? Го слушна прашањето. Одговори ми. Дали си блиску до мене? Или си далеку? Заборави го. Бату е чудно дете. Не можам да кажам дека е добар, ама не можам да кажам и дека е лош. Сега Бату ли ќе го анализираме? Не е доверлив човек. Во ред никој не е доверлив, а што зборуваме ние сега? Во ред ништо не зборуваме. Многу му се налутив на татко ти кога ти го забрани него. Секој си живее според своите одлуки. И ќе си ги трпи последиците. Исто како Хазиран и Појрас, нели? И тие колку убаво сами си донесу одлука и ги трпат последиците, ама ти навистина вложи голем труд во тоа. Значи, толку се потруди, толку им помогна, што секоја чест. Тоа е друго, ова е друго. Човек го сака најдоброто за својата ќерка, нели? На крајот на криштата, јас сум твоја поќерка. Сежам дури и кога го кажувам тоа. Ние двете се бориме. Цел живот ние две се бориме. Значи никогаш не бевме модел на мајка и ќерка како што ти си замислуваш. Никогаш немав исто мислење. Незиното бело за мене беше црно. Например, ете таа сака сонце, јас сакам дожд. Ај, колку убава врска, би сакала и јас да имам таква. Слушава му Идил. Јас ја научив Хазиран да стои исправена. Јас ќе кажам не за Појрас, таа ќе каже да. Јас ќе инсистирам за нешто, таа ќе одбие. Ама го брани тоа за што се бори. Никогаш нема да се покори. Ете поради тоа мојата ќерка е силна жена. Всушност, помалку и ми се допаѓа кога ја нервирам. Може би длабоко во мене сакам таа да победи. Прави работи што не ги одобрувам, ги прави, ама таа е моја ќерка. Таа е моја храбра ќерка. И јас се гордеам со неа. Хазиран стои за дона, за што се залага, ама никогаш не се откажува. И ти си таква девојка, поради тоа и те сакам. И не е важно дали ти мене ме сакаш или не. Јас и онака не сум модел на добра мајка. Остави ме сега мене. Тебе те донесов кај најдобрата мајка што ја познавам. Бату бил добар, бил лош, бил ваков, бил таков. Заборави. Заборави го тоа. Љубовта двајцата ќе ви излечи. Сите ќе ни излечи. Идил, тебе ти е доверена. Чувај ја добро. Би сакал да бидам поблиску до тебе. Само да не беше се толку комплицирано и тешко. Ама ете, таква била нашата приказна. За жал.
Треба да зборуваш со мајка ти. Хазиран, Не завршив, слушај ме. Свесна сум за сите страшни работи низ кои си поминал, ништо не заборавив, ништо од тоа не може да се заборави. Но може би работите не се развиле како што мислиш ти. Може би тетка Алија те натерала да веруваш во друго нешто. каква врска има тоа? Има многу врска. Можно е мајка ти да не е виновна како што мислиш ти. Тоа го видов во незините очи, чувствувам, има друго нешто. Ниту една мајка не може да биде толку сурова. Значи велиш бабите можат да бидат сурови. Каква логика има тоа? Не. Можно е да немале среќа. Понекогаш толку работи поред му се случуваат на човекот што на крај завршува во јазол. Како нас. Како нас. Секогаш ли вака намуртен ќе бидеш? Во ред, не е пријатна ситуација, ама можевме да седнеме да разговараме. Нема да се намуртам пред нив, не грижи се. Нели одиме да се забавуваме. Нема да се муртам. Алпер, јас не сакам да се чувствувам виновна за моите емоции. Вие уживајте, госпогице. Поздрав, дојдовме ние. Здраво. И тоа не дојдовме со празни раце, ви донесовме јадење, пиење, некоја облека што ни се најде при рака. Им јавив пред да ми снема батерија. Бато сега и нас не сакаш, тоа не ми е јасно. Не, никого не сака. Не, како е можно тоа, синко? Дојдете, седнете да го земам тоа. Донеси, ќерко, донеси. Тетка Селма, јас вака како да ве измачив. Како така зборуваш, идил душо, и ние јадеме секоја вечер, нема врска со тебе. Нели, Нехир? Слушај што ќе ти кажам. Вие многу си одговарате со Бату, како тенџери и капак, двајцата злобни. Нехир? Бату ли е? Не, татко ми. И ме избрка од дома и сега ми се јавува. А тој сигурно го кажал тоа од лутина. Немој да мислиш на тоа, остави. Ама се лути без потреба, тетка Селма. Тој се ожени со таа што ја сакаше. Дали му рековме нешто? Зошто се меша во мојот сакан? А, значи ти го сакаш Бату? Не е така. Ова, кој е четвртиот? Бато Фатих ли ќе дојде? Да. Тогаш кој е пети? Зейнеп доаѓа? Не. Здраво. Можев да купам и нешто поубаво, ама деновиве сум малку во тесно, нели има економска криза и тоа. Свеќето го земав од дворот до вас, го украдов, го земав. Се надевам дека ќе ми простат. Добре, деде Бату, влези, ајде, повели. Во ред. Ај, вечерва ќе правиме ланчиња, многу сум возбудена. Вие возбудени сте? Да, а дали сте и вие возбудени следбеници мои? Да, сега ќе ја оценуваме комбинацијата на бириджик. Дајте да видиме, дајте поени. Татам! О, 8, 9, 10 поени! Супер! Супер! На едно ти се допаѓа горниот дел, а на другата не и се допаѓа долниот. Ама не и се, леле! Да, леле! Да, прашуваат од каде ти се чевлите. Од продавница од каде може да и бидат. Да, и мене ми се допадна комбинацијата на бириджик, пријатели мои. Навистина е прекрасна. Да и честитаме на нашата бириджик. А сега камерата ќе ја свртиме на кај нашиот дебел донер. Што прави тој? Ѓорке, како да разбираш, имам фобија од камера.
Изедов едно парче леби, сега сум жеден. Зошто ме снимаш мене? А те снимам бидејќи си многу сладок. Види, види ги коментарите. Дамаџа на човек, те нарекува дамаџа на човек. Од колку литри мајкино, од 100, од 200? Јас си одам сега. Не може. Ми ветивте дека ќе правиме ланчиња, инаку ќе одев кај Хазиран. Ама вие рековте не, нека остане малку сама. Бирджи, жити Бога, види ги овие прсти. Погледни ги прсти, бе. Ова се дебели прсти. Дебели се овие прсти, нели? Дали овие прсти одговараат на твоите прекрасни ланчиња? Буцко ли се овие прсти? Буцко ли се овие прстиња? Да, пријатели, следете не и понатамо, продолжуваме да ви даваме модни совети. Нели е тоа дечкото што го видовме денес? Да, следбеници мои, сега пред нас стои еден мистериозен странец, го гледате? Навистина е многу згоден, може и него да го оценуваме. Ајде, давајте поени. Кој беше овој? Од каде го познавам? Може би е странец. А може би е таен агент. Или пак патник кој го утнал патот. Или што знам, да не е криминалец кој го бараат. Види, Бириджик, и моите следбеници велат дека мистериозниот човек е многу згоден. Пријатели, само да ви кажам дека Бириджика не е мажена. Сега добро е? Не е добро. Ама ајде, ако. Барем да ги поздравевме на крајот. Секако бе, ми текна од каде го познавам. Нашиот главен мајстор, сина мајсторот села ми. Бога ми, тоа е. Кој? Дечково што го видовме? Да, бе. Садик, да не полуде ти, детево личи на холивудска звезда, каков мајстор Селами. Така е, душа. Тој може само да биде девер на Бред Пит или некој друг актер. Во ред, не се, јонака јас сум веќе деловна жена. Само што се спасив од таква сензационална врска. Не ги отварам веќе тие љубовни книги. Тоа го кажав само онака, да се шегуваме. Во ред, ајде да правиме ланчиња, а вие ќе бидете мои асистенти. Ајде продолжи. Вози. Те боли? Раната? Не ќе помине. Алпер, но да не земете и Хазиран. И синој ќе не спиела воопшто. Местово не е за неа. А ти што ќе правиш? Ќе си најдам решение. Бато, сигурен си? Фабриката нема да можам да ја земам. Во хотелот Бату ни стана ортак. Скаран сум со баба ми, згора на се дојде и таа жена. И онака раскинавме со Хазиран. Јас треба долго да размислам за сето тоа. Треба едно по едно да размислам за се. Или нема да размислам. Не знам. Веќе и мене ми здосади од неговата тврдоглавост. Никако не ме слуша, си тера како сака тој. Ама во последно време поминува низ тежок период. Е во ред, нека се кара со сите, ама не и со мене. Што можам друго да направам, освен да го тешам? Може би не сака да те меша во неговите проблеми. Освен тоа, сега веќе не сте заедно. Да, раскинавме, ама јас пак го жалам. Бидејќи го сакаш. Има страст меѓу вас. Буквално се сакате. И јас многу би сакала да бидам таму, Хазиран. Да станам малку. Каде одиш? Тебе ли ке те прашам каде да одам? Може би има работа.
Добро, тогаш побрзо. Боже, Боже, и за тоа ли ке ти дадам отчет, добро? Не оди далеку. Ке одам во ред, ке одам најдалеку, уште подалеку, ке одам најдалеку, добро, ке одам што подалеку, ајде да видиме, аман бе. Моја животна филозофија е ако најдеш јадење јадија, ќе отек бегај. Ти не се смеј забрането ти. Многу се најадофи. Малку и се посрамотив, знаете. Искрено малку сум емотивен, како да ми протече една солза низ образов, ама, значи, вака топло јадење, вака семена атмосфера, ќе кажам, долго време не сум бил во таква средина, ама не е толку долго време. Затоа што, мислам, не сум имал прилика. На здравие, бату. Кога сакаш можеш пак да дојдеш. Навистина ли, па уште утре ќе дојдам каде на друго место ќе најдам вакво убаво јадење? Ај, колку убаво сите мои сакани се овде. Фала му на Бога. Дај Боже, никогаш да не се разделиме. Никогаш. Дај Боже. Ти седи, Идил, после ќе средиме ние. А да играме некоја игра, а? Нем филм. Аха, ако сакаш да играме долга магарица. Ама што има лошо во тоа? Тука сме цело семејство, имаме гости, сите заедно ќе си играме, нели? Идил, Бату една екипа, а нашето семејство друга екипа. Ме закопа бе човек. Слушај, бато Фатих, ние не можеме да бидеме семејна екипа, бидејќи ние уште не сме семејство. Ама освен тоа, јас не сакам да играм таа игра. Вие играете ако сакате. Јас ќе бидам судија и водител. Добро тогаш, ајде да почнеме. Многу ќе се забавуваме. Жими Бога, многу ќе се забавуваме. Ајде, мама, ајде ти прва почнуваш. Ајде. Што да правам сега јас? Добро. Па тоа е. Ајде, молчате. Добро. Добро. 1, 2, 3, почни. 3 збора. Домашен. Првиот. Не. Почнувам. Да, рече, почнувам, заврши играта, готово. Везите ли без интервенции? Молчи, нема интервенција. Првиот. Сите семејство сме, сите сме семејство. Запнато тоа семејство. Моето семејство. Сакано 3 семејство. зборови рече, 3. Не ми викаш, јас сум судија, можам да зборувам. Третиот. 3. 30 секунди. Конј. Жена. Оружје, јас сум конј. Не. Мојот конј, не. Добив пехар. Шампион. Шампион за нас. Не. Шампион за нас. Одлично. Лесно беше. Тогаш зошто Многу ти беше не кажаш? Што? Зошто ме остави мене да кажам? Боже. Фатих и Селма водат пред вас. Ајде да видиме, ајде. Каде се задржа? Многу задоцни, нели? Од која страна дојдов јас? Сите патишта се исти овде. Што се случува, бе? Појраз? Истрел беше ова. Чекајте ме овде, ќе дојдам. Не се глупирај, Порез, доаѓаме и ние. Послушен бе, синко, останете овде. Ама не можеш сам. Види, Појраз, внимавај. Во ред смирено. Уште ова ни фалеше. Во ред смирено. Хазиран! Хазиран! Хазиран!
Појраз, некој пука, појраз. Трети стрел беше ова. Кој зошто пука, зошто? Во ред, смири се. Појраз, тука сум, пукаат, внимавај. Хазиран! Абе, кој сте вие? Вие ли пукате? Не пукаме на празно, одиме во лов. Не знаеш дека е забрането? Бато Појраз? Абе, ти нели си синот на Бато Муамер? Дали сте нормални, бе, синко? А? А да раневте некого во ова време? Да изгубеше крв, што ќе правевте? Хазиран? Појраз. Добра си? Добра сум. Дали знае татко ти дека си ја земал пушката? Бато, ние тебе те баравме. Абе, немај да ме лажеш. Да му кажам на татко ти да знае и тој. И од сега да не пукате кога ќе ви текни, да не убивате животни, во ред? Јасно ви е? Ајде. Ајде. Добра си, нели? Добра сум. Ете, гледаш ли? Цел остров го бараше и пак на крај Хазиран го најде Појраз. Супава има чуден вкус, како да има некаков мирис нешто. Не, иста е. Бато го избрка, идел ја навреди. Види, нема глас дома, тишина. Токму како што сакаше, нели? Сакаш да ти дадам еден совет? Ти, нели сега вака строго се однесуваш и се противиш, таа повеќе ќе се врзува за момчето. Се што е забрането е сладко. Така да се знаеш. Дали и себе си даваш такви корисни совети, мила моја Зејнеп? А пардон, кројачот не си ги крпи своите работи. Хазиран е друга. Зошто ги мешаш крушката и еболкото? Зошто мојот проблем е крушка, кажи ми да го знам тоа. Види, Бато е многу образован, многу талентирано дете, знае многу јазици. Работеше во странство, во Германија, во Франција, таму, ваму. Но човек не може да го избере својот татко, нели? Зејнеп, може да прекинеме со темава? Од сега не сакам да го чујам името на тој Бату. А мене пак многу ми е гајле за тугите проблеми. Јас копнем по кирка ми. Кој знае каде е сега, што прави? Кажи и на Идил утре да се врати дома од кај Селма. Јас ја знам кирка ми. Нема да ја биде удобно таму, ќе се намурти. После и тука ќе не нервира. Добра, иде ли Бато се наред? Клуб на зми, ајде да видиме. Bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Beyaz ol, cezama itiraz. Kalbim uslu durmuyor, verseler de ikaz. Yani biz seninle karşısında dünyanın bir kör olur bir ay var. Sonra yazmayınca harflerim mütellik. Yan yatar kelimeler, cümleler devrik. Sar bütün müzik
Artık anla bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Во ред, не се јас сум наред. Ајде да видиме. Што да прашаме? Добро. Дојди. На вистина? Да, Ajde. Што е? Кажи ми имена, кажи. дојди. Слушај, добро. Ајде, Идил. 1, 2, 3, почни. 3 збора. Добро. Вториот кој кажуваш. Што е тоа, праска ли е? Не се глупирај. Јаболко. Што празнина? Празнина во твоите раце. Градите те болат. Што е сега? Што е бе? Се сакаш себе си, се избричи джам си сега, лосион. Кожата ти е како на бебе. Што е тоа? Билиард, што? Batu. Тишина. Првиот збор го кажуваш. Ти, јас, само јас, себичност. Ама како сум себичен бе, јас појраз, мене, што? Ако не погодиш, ќе изгубите. Последните 20 секунди. Во ред, не сакам пораз, дојди. 3. Не, др, бла, многу зборуваш, само зборуваш, др, некого раскажуваш, раскажување, во ред, раскажување, што раскажување? Последните Што 5 сега? секунди на вистина. Кажувај, ајде, кажи ми мене, кажи љубов приказна за љубовта, кажи приказна за љубовта, бе! Бату! Ајде, приказна за љубовта. Победивме! Немојте бе, бато, дојдете и вие. Ете, гледаш, тука има секаква опасност. Ајде, дојдете. Деца беа, синко, ги виде? Што може да направат? Само тоа ли? Колку е студено, вреди ли да смрзнете овде? Згора на се ранеци. Во ред, слушај, мене ништо не ме. И онака сте донеле се што треба. Има јадење, раната ми е добра, имам и завој. Што уште, имам и шатор, нема никаков проблем. А ти, Хазиран? Вие си знаете, ама чувајте се добро и ако ви треба нешто, јавете се, добро? Јавете се. Телефонот ми е исклучен. Јас немам батерија. Добро. Тогаш ние ќе ве најдеме. Во ред, ајде, се гледаме. Ајде се гледаме. Никогаш не сакав да те растажам, Хазиран. Никогаш не сум била толку тажна.